Почнуваме со вестите, останете со нас и проследете ги. Штипското јавно обвинителство продолжува да го истражува случајот со нелегалниот ископ на песок од водите на Брегалница од страна на градежни фирми. За сега предметот е во предистражна постапка и од обвинителство велат дека немаат побарано мерка притвор за одговорно лице на фирма. Нема мерка притвор за осомничени во случајот нелегален ископ на песок од Брегалница, информираше денес јавното обвинителство во Штип, кое го истражува случајот, што деновиве ја разбранува штипската јавност. Се врши проверка на фирми од Штип во предистражна постапка за незаконска експлоатација, дадоа КУС одговор од таму. Се чекаат вештачења и анализи, пошто ќе се знае ке има ли конкретно обвинение и против кого. СВР Штип пред неколку дена ја потврди истрагата, но освен фирмата Коле Транс Инженеринг, оттаму не откриваат во кои други субјекти се вршат проверки, ниту потврдија дали раководни лица на сектори во општината се повикани на распит. Лани СВР Штип по пријава на Државниот инспекторат за животна средина поднесе кривична пријава против истата градежна фирма. Коле Транс Инженеринг ја осомничи за нелегална експлоатација на минерална суровина гранит одрид во населбата Пребег. Според пријавата, без дозвола за експлоатација, оваа фирма нелегално извршила ископ на 3500 до 4000 кубни метри на штета на државата. Тогаш спорна беше концесијата која ја издава само Министерството за економија, а правосудните органи оценија дека даденото овластување од градоначалникот било доволно да не се превземат дополнителни мерки. Представници на Сдруженијето Бело Злато денес на средба во Министерството за земјоделство со цел да се изнајде решение за откупот и цената на оризот. Пробиштипските оризопроизводители најавуваат дека турското семе повторно ќе го заменат со старите, но проверени семиња кои даваат подобри приноси. Оризопроизводителите од Пробиштипскиот регион се незадоволни од годинашнава реколта. Најавуваат дека турските семиња ќе ги заменат повторно со старите и проверени, кои им даваат подобри и поквалитетни приноси. Оваа година даде многу послабо. Лани даде по 20 вреки, сега даде по 12. И мислам дека нешто тука не е уред со тоа семе и сега остануваме на истото семе од претходните години, постарото семиња. Има Монточели, сите тие други, овој ќе го сврлеме, заради тоа што некако немаме допринес. Цената за оризо е многу слаба. Народо кажуваат, вика вака, вика. Подобро ни треба, вика, да ни дајате субвенција, да не ни давате, да ни уплатите по 25 оризо, ние ќе бидеме задоволни. Герасимов забележува дека годинава жетвата на ориз ја завршиле навреме. Немаат проблеми со дистрибуција на водата до нивите. Засега, според него, во селото Пишица нема оризопроизводители кои се изјасниле дека наредната година нема да го посеат белото злато. Не, кај нас нема. Моментално кај нас нема Пишица. Слушам дека таму Чешиново Блешево и мало. Треба да сака да го откажат, али тоа што трава една има сега која се оздоле подметнасе и не може да паѓат овие плевелите, идат нагоре, оризо не може да расте и така. А иначе ние имаме сега направено, сега кој ќе биде ово планот што ви изгледа, сакаме да бучиште овие тука дека садат детелини, да се скопат јазовите и така. Жетвата пак во Кочанскиот регион се уште трае. Според проценките на оризопроизводителите, ожнеани се над половина од засеаните околу 5000 хектари под ориз. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска во посета на Штип. Таа ја промовираше новата фасада на една од најстарите куќи во Штипско Ново село, а присуствуваше и на сајамот на книгата во Штипската библиотека. До крајот на годината, најави министерката, градот ќе добие уште еден нов галерерски простор, а ќе се реконструираат уште 2 фасади. Една од најстарите куќи во Штипско Ново село, куќата на Личкови, доби сосема нов лик. Реконструкцијата на фасадата го врати автентичниот лик на архитектурата која е карактеристична за градот под Исарот. До крајот на годината е предвидено да се реновираат фасади на уште 2 куќи. Покрај промоцијата на оваа фасада која што е завршена, се издвоени средства од 1.200.000 денари. Институцијата Завод и музеј Штип веќе има избрано економски оператор, значи фирма која што работи на уште 2 фасади, кои што се планираат да бидат готови до крајот на годината. Во тек е конзервација на икони кои ќе бидат дел од галеријата на икони во црквата Успени на Пресвета Богородица во Штипско Ново село.
Новата галерија, за која Министерството за култура издвои околу 3 милиони денари, ќе биде промовирана 19 декември, кога е и празникот на градот Свети Никола. Во тој галериски простор ќе бидат изложени многу значајни вредни икони, до сега се конзервирани 90 икони. Значи, паралелно институцијата ги конзервира останатите икони кои што ќе бидат презентирани во новиот галериски простор на оваа прекрасна црква. Тука ќе имаме и неколку иконостаси, вредни оригинални предмети од црковни обреди. Министерката за култура денес во Штип присуствуваше на отварање на сајмот на книга, а ја посети и црквата Свети Спас, која датира од 14-тиот век, каде е завршена конзервација на фрескоживописот и на камените плочи во дворот. Се одржа јавна расправа за деталниот урбанистички план за дел од индустриската зона кај живинарската фарма. Се разгледуваше стратегиската оценка за заштита на животната средина со цел оформување на градежна парцела. На јавната расправа по извештајот за локалната урбанистичка планска документација од деталниот урбанистички план се разгледуваше делот од индустриската зона околу живинарската фарма. За овој документ општината си има произнесено дека треба стратегиска оцена, на што Министерството ја прифаќа одлуката на општината. За нацрт извештајот исто така е добиено позитивно мислење. За деталниот урбанистички план изработена е стратегиска оценка на животната средина, а целта е оформување на градежна парцела. Целта, значи, на овој документ е да се дефинираат можните влијанија од спроведување на овој плански документ, како и во постапката дефинирање на мерки и алтернативи за заштита на животната средина. Се оформува градежната парцела, така да во иднина може да има изградба на нови објекти, согласно намената која што е на самиот опфат. Намената е Г2 лесна неизградувачка индустрија. На јавната расправа беа разгледувани и комплетните документи за заштита на непосредното животно обкружување во случај кога би се граделе нови објекти во индустриската зона. Одиме со другите актуалности. Центарот за развој на Источнопланскиот регион во соработка со Министерството за финансии и Светска банка денес во Штип пред надлежните на компаниите од овој регион кои работат во градежниот сектор им ги презентираа можностите и процедурите за добивање на заеми. Градежниот сектор од Источна Македонија има можност да дојде до заеми или кредити од Светска банка и Министерството за финансии. Информативниот состанок го организираше Центарот за развој на Источнопланскиот регион, а директорката Драгица Здравева вели дека во рамките на овој информативен настан на тема јавни набавки согласно правилата и процедурите на Светска банка, фирмите имаа можности да се запознаат со правилата и процедурите. Овие информации особено ќе им помогнат на помалите компании кои изминатиот период апликациите им беа одбивани. Значи, средствата се наменети за градежни компании. Она што на самата компанија во моментот е потребно, дали набавка на машини, дали изведба на одредени објекти, значи во секој случај она зашто тие сметаат дека во моментот и се најпотребни. Она што беше за општините, тоа беше првиот информативен настан за подобрување на општинските услуги финансирани од страна на Светска банка. Тоа беше настан кој што ги запозна самите општини како тие директно да аплицираат и да дојдат до одредени заеми, кредити или пак грантови, бидејќи Светска банка за најдобрите, најуспешните апликанти секако доделува и одредени награди преку грантови. До сега општините од Источниот регион преку заеми од Светска банка имаа изградено повеќе инфраструктурни објекти, а градоначалниците и локалните власти аплицираат за добивање на овие заеми и кредити поради поволните камати кои ги добиваат од Светска банка. Еве една најава за настан кој ќе се одвива утре. Едицијата Црните страници на УДБА ќе биде промовирана и во Штип. По Скопје, Штип е првиот град во регионот каде што ќе бидат промовирани двата тома кои содржат важни информации за периодот од 1945 до 2000 година. Под мотото историјата што чека да биде објавена, утре во Домот на млади ќе биде промовирана едицијата Црните страници на УДБА. По Скопје, Штип е првиот град во регионот каде што овие 9 тома, односно на 13.000 страници, се сместени информации од 45 до 2000 година.
Во секој од овие томови се зборува за период од 1945 година до 2000 година, кога тајната полиција вршала неовластено следење на голем број лица во нашата држава. Во Домот на младите на наше огромно задоволство ќе присуствува и издавачот, тоест директорот на Државниот архив на Република Македонија, господинот Филип Петровски. Едицијата е сведоштво за едно време во кое била забранета секоја напредна мисла, која не соодветствувала со погледите на елитите кои биле на власт. Според промоторите, во едицијата се опфатени само 2% од целокупниот архивски материјал, но успеа да извади на површина многу работи кои ќе придонесат за промена на сериозни историски факти. Збогатен возниот парк на јавното предпријатие ИСЕР. Ова инвестиција е во корист на граѓаните, а работната единица комунална хигиена поефикасно ќе ги реализира работните задачи околу прибирањето на сметот кај тешко пристапните локации. Нова инвестиција на јавното комунално предпријатие ИСАР во нови трактори. Вредноста на инвестицијата е околу 1,5 милион денари. Јавното предпријатие ИСАР со цел да ги подобри условите на живење на граѓаните на град Штип набави 2 нови трактори со 2 приколици. Целата инвестиција чинише 1.400.000 денари. Ова го зедовме се со цел за да подобро ги извршуваме нашите работни операции. Двата нови трактори на јавното предпријатие ИСАР ќе бидат од голема полза како за граѓаните, но и за работната единица комунална хигиена. Со донесувањето на овие 2 трактора, значи ние го збогативме возниот парк во јавното предпријатие ЈП ИСАР Штип, а со тоа значи тие ќе бидат и од голема корис и за извршување на дневните активности во комунална хигиена. Значи, до сега на местата каде што имавме проблем и не можеше да отидат нашите камиони, значи немавме пристап. Сега со помош на овие возила, значи ќе ни се олесни работата и тоа ќе биде значи обострана корис и за граѓаните и за јавното предпријатие ИСАР. Возниот парк на јавното предпријатие ИСАР располага со современа механизација, а возилата ќе бидат распределени низ сите работни единици. После 15 години јавното предпријатие ИСАР набави лани 2 трактора од марката ТАФ, оваа година уште 2. Возниот парк е збогатен со 2 нови трактора. Во моментот располагаме со 10 трактори, од тие ќе поделиме на водовод, на комунална хигиена, на јавна чистота, секој сектор ќе си има посебно возило, посебен трактор. Со цел подобрување на услугите на граѓаните, јавното предпријатие ИСАР и во наредниот период ќе инвестира во набавка на нови возила и механизација. Конкретно дневникот за проблемите на штипските земјоделци. Тие се жалат дека семенскиот материјал е многу скап и е измешан со просо. Велат, сеидбата со ваков материјал е неисплатлива поради малите приноси кои ги даваат житариците во овој крај. Мал број на земјоделци во Штипско користат семенски материјал за сеидба. Оваа есен јачмен и пченица сеат со оставено семе од реколта. Причината за ова е лошото искуство од пред неколку години, кога ги посеале нивите со сертифицирано семе, на кои освен жито никнало и нешто друго. Семенска роба, така речено, дали 20% користат од кај нас овде во Драгоево, повише сеат од свое семе, поради тоа што пред 2 години земаа семенска роба, али повише се појави од диви овес. Значи и семенската роба може не е како, така речено, од некаде има добра семенска роба, али од некаде некои луѓе пренесе си диви овес кај нас, така речено. Килограм семенски материјал се продава по 17 до 19 денари во зависност од сортите. Штипските земјоделци велат дека за нив е скапо, бидејќи не може да ги покријат трошоците на производство поради слабите приноси кои ги жнеат. Па кај нас, така речено, не. Кај нас не, пошто ние од 250-2500 кила од хектар никој пат не сме нашли тука во нашиот дел. Значи имаме некаде околу 2500 денара, така речено, трошкови, а ако зиеме и семенска роба и па на 2500 се роде, значи у загуба сме, нема тук. Со години се зборува за примена на добра земјоделска пракса. Таа подразбира и примена на сертифициран семенски материјал.
Сепак поголем дел од земјоделците на истокот не се откажуваат од сејдбата со оставено семе и покрај субвенциите од државата и препораките на агрономите, дека до 40% ќе ги зголемат приносите доколку користат сертифициран семенски материјал. Во Штип престојуваше делегација од Израел, предводена од амбасадорот на Израел Дан Оријан. Беше подпишан договор за соработка, а јавното комунално предпријатие ИСЕР доби донација за одржување на еврејските гробишта во Штип. Делегацијата положи цвеќе на споменикот на евреите и еврејските гробишта, каде ќе бидат засадени 500 дрвца во спомен на секој од депортираните штипски евреи во логорот на смртта Треблинка. We're here with the mayor of Stip and with some people from the Jewish community and from the Holocaust Foundation. Овде сум за две важни работи. Донацијата која ја доделуваме и понатамошната соработка која произлегува од заедничките обврски во врска со еврејските гробишта. Задоволен сум од оно што општината и градоначалникот го направија и тоа возможи споменот на штипските евреи да се одржи. Остануваат да се засадат 500 дрва кои ќе бидат во спомен на секој од депортираните штипски евреи во Треблинка, а со засадувањето на првото дрво во кругот на еврејските гробишта почнуваме со остварување на оваа идеја. Третото издание на ултрамаратонот Струмина Трейл ќе се одржи на 20 ноември во Штип. Љубителите на ултрамаратонот наскоро во Штип ќе имаат можност да ги искажат своите квалитети, а при тоа и да уживаат во благодетите на ричестите предели во околината на Штип. По трет пат ќе се одржи ултрамаратонот Струмина Трейл, која се должина од 18 километри. Пријавувањето за учество на маратонот е започнато уште во месец октомври и ќе трае до 10 ноември и на него може да се пријават преварувачи од сите возрасти и категории. Стартот на маратонот ќе биде вообичаено од пред медицинското училиште Јана Сандански. На патеката долго 18 км ќе има само еден така наречен окрпен пункт во селото Липов дол, кој е на 9 км од патеката. Попатно ќе се минува покрај Струмина чешма, која е на 3 км од патеката, потоа Љупчева чешма на 7 км и покрај Курт Бунар на 17 км од патеката. Организаторите за првите тројца надпреварувачи ќе доделат медали, а за првите тројца во возрастните категории ќе се доделат дипломи, додека за останатите ќе се доделат дипломи во електронска верзија. Третото издание на Струмина Трейл ќе се одржи на 20 ноември, а за сите оние кои ќе бидат спречени, односно не ќе можат да настапат, ќе има пробна верзија на оваа патека која ќе се одржи во сабота на 5 ноември. Ги следевте вестите на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Имајте пријатна вечер.